Благодарам, председателе, почитувани колеги, почитуван представник на владата. Навистина сум разочаран што ете можеби првиот амандман од општината од која што вие потекнувате го одбивате, меѓутоа тоа ќе се обидам да образложам она што имав намера да го постигнам со поднесувањето на овој амандман. Најпрвин сите или најголем дел од амандманите што ги одбивате како представник на владата се од две причини. Едната причина е затоа што буџетот е екстензивен и најголем дел од ребалансот, делот кој што се ребалансира ставки да оди во мерки за справување со COVID-19, што е прифатливо и разбирливо во дадениот момент. И втората причина е затоа што дел од проектите кои што се обезбедуваат, бараат да се обезбедуваат средства со овие амандмани е затоа што сме немале доволно временски период од 2 месеци да истите бидат реализирани, што исто така го прифаќам како образложение. Меѓутоа, целта на нас како опозиција, како опозицијски пратеници е да алармираме, да привлечеме внимание од владата, да овие проблеми, овие инфраструктурни проблеми што ги имаат граѓаните, добијат до значај и да истите бидат инкорпорирани, ако не може во овој буџет, тогаш во овој ребаланс на буџет, тогаш во буџетот кој што се подготвува, верувам, за 2021 година. За јавноста и за пратениците кои што се тука, со овој амандман барам финансиски средства за изграда на цевковод, значи не е водоводна мрежа, туку цевковод, со кој ќе се врши дотур на вода за пиење од селото Черкези, докаде што има моментално цевковод, да се продолжи во 1 километар должина до селото Љубодрак. Со ова се возможува да не само село Љубодрак, туку и блиските село Ново село и село Уминдал се створат услови почетни за создавање на водоводна мрежа и обезбедување на чиста вода за пиење на овие граѓани. Овие села кои се наоѓаат на потек од Куманово према Скопје по стариот пат, преубави села, живеат преку 1000 жители, можеби имаат и најплодната земја и затоа кај нив не е забележан голем одлив на младите, односно миграцијата село-град во овие села не го зела својот данок. Може да, во последниот период мигрираат кон западноевропските држави, меѓутоа сепак се живи села што велиме ние и должни сме како пратеници, како влада е должна да им обезбедиме услови да животот тука го продолжат овие млади генерации. Убави се овие предлози што ги дадовте, меѓутоа за жал не верувам дека општина Куманово има аплицирано за преку овие проекти кои што ги можности кои што ги наведовте, односно знам дека не аплицирала затоа што се консултирав пред да го поднесам амандманот. Меѓутоа, како што реков, ги прифаќам вашите образложенија, но ние имаме старо нова влада која што не е на власт неколку месеци само, туку веќе 4-та година од мандатот ја троши и ќе ги потсетам граѓаните дека токму СДСМ во својата програма План за живот за сите клучен акцент, што еве како пратеник го поздравувам, стави на чиста животна средина и обезбедување вода за пиење на сите. Во таа програма, како клучен столб, беше овој сегмент и ја имам добро изанализирано, ја носам и тука со мене и доколку сака некој од пратениците може да ја разгледаме. Во истата беше ветувано дека ќе се овозможи на граѓаните во руралните населени места во селата да имаат адекватни услови за живот, дека ќе се обезбедат патишта, ќе се обезбедат вода за пиење, канализација и се она што е
основно во 21. век за да живеат селата. Имаше проект, добро се сеќавам, за еден нов вид на водоводен систем кој што нема да биде базиран на гравитациониот како што е сега, туку некој помодерен кој што бил поевтин. Тоа стои во програмата на СДСМ, тоа граѓаните може да го проверат. Меѓутоа, за жал не успеавме да видиме реализација на еден таков проект. Исто така, во програмата на СДСМ, односно за локалните избори, односно во програмата на градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски, токму Љубодрак, Ново село и Уминдол беа наведени како села во кои што беше ветено водовод, канализација, но за жал тоа нешто граѓаните на овие населени места не успеа да го видат. И она што повторно ќе кажаме, за жал, што овие можности кои што заменик министерот ги изнесе, каде што општините може да аплицираат за дополнителни средства, не се искористени, не се користат од општина Куманово, токму за овие села. Исто така, мора да потенцирам, затоа што не смееме како политичари да забораваме и она што сме го ветиле треба да го помниме. Доколку некои го забораваат, тука сме ние од опозицијата да ги потсетиме и во новата програма на СДСМ можеме 2020 година сериозен акцент се става за здрава вода за пиење до сите, ќе повторам, населени места, а особено потенцирано во руралните населени места во Република Македонија. И од друга страна, веливте дека нема време да се реализираат за 2 месеци. Точно е, се слагам, го прифаќам образложението, но ова влада имаше 3 години, веќе 4-та година да се обиде да го реализира ова што го има ветено пред граѓаните, и зашто има добиено довербата од граѓаните и сметам дека е не принципиелно да ги ставаме под тепих ваквите ветувања. Второто образложение кое што го дадовте од аспект на ребалансот на буџетот дека е екстензивен и дека е насочен кон справување со COVID-19, точно, и тоа го прифаќам, меѓутоа сметам дека и овој мој амандман е во тој правец, затоа што согласно основните препораки кои што се во насока на справување на COVID-19, покрај носење на маска, држање дистанца 2 метра е и хигиена и миење на раце. И сега верувајте дека во преку 90% од населените места во мојава општина, а Куманова, верувам така и во повеќето општини во Република Македонија, селата немаат вода за пиење. Децата во училиштата носат од дома, купуваат флаширана вода за да можат да следат настава, а исто така и да овие хигиенски потреби кои што во 21 век зборуваме за водовод, канализација, сметам дека многу поголем акцент како политичари, како пратеници треба да дадеме кон решавање на проблемите на граѓаните, а со тоа, со прифаќање на овој амандман, ќе придонесеме и кон подобрување на општата состојба за живот во државата и со тоа ќе имаме подобри услови за справување со COVID-19. Од тие причини, бидејќи се сложувам со вашето образложение за одбивање на амандманот, од причини што сметам дека досегашното искуство од работа на комисијава, дека доколку вие не го прифатите амандманот како предлагач на владата, пратеничкото мнозинство нема да го поддржи, а сметајќи дека ја постигнат целта со што го актуализирав овој проблем на граѓаните од селата Љубодрак, Ново село Уминдол, го повлекувам амандманот. Благодарам.